Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал. Кога почнав да ги снимам овие видеа, кога го почнав каналот, знам дека меѓу другото снимив и неколку видеа посветени општо на читачките навики, литературата, читањето. Знам дека имав едно видео во кое што зборувам за широко читање, друго беше за големи романи. Одамна не сум снимил таков тип на видео. Имав некои идеи, некои мисли и одлучив ова да биде првото видео, крајове ќе бидат кратки видеа, прво видео на трилогија на видеа, во кој што ќе зборувам за придобивките, иако тој избор толку не ми се допаѓа, придобивките на литературата, или можеби три нешта кои што литературата ги прави за нас или во нас, и многу често се среќаваат цели листи на такви придобивки, како влијае читањето книги врз нас, и тоа е цела долга листа. Меѓутоа јас решив да ги сумирам овие видеа во концизни поими и да зборувам за она што го прави литературата за нас, во смисла на тоа дека ни дава глас, за тоа ќе зборувам кратко во ова видео, дека ни дава визија и дека ни дава надеж. Ќе видите што мислам под визија и надеж во наредните видеа. Меѓутоа во ова видео би почнал со една многу позната мисла која што е многу цитирана, многу често е извадена од контекст на еден познат филозоф, еден од најголемите филозофи на 20-тиот век, Лудвиг Витгенштајн, и во неговиот логичко-филозофски трактат има таа позната мисла се наоѓа таму. Тој вели: границите на мојот јазик се граници на мојот свет, или границите на мојот јазик ги представуваат границите на мојот свет. И сега тука може да се дебатира, важен е контекстот да се разбере што сакал да каже Витгенштајн, треба се земе целиот контекст. Оваа мисла на Витгенштајн потоа може да повлече и други филозофски прашања од типот на дали мислата може да биде независна од јазикот, дали структурата на јазикот е нешто што ни е инхерентно како на човечки суштества. Меѓутоа тоа се комплексни филозофски прашања со кои што нема да се занимаваме тука. Меѓутоа, ако земеме едно едноставно толкување на оваа мисла на Витгенштајн, јас сметам дека навистина е така, и сметам дека кога ја абсорбираме во нас убавината и големината и богатството на јазикот преку големи и добри дела, мислам дека ние во нас едноставно не абсорбираме само фонд на зборови, не го абсорбираме јазикот само во број на зборови, туку ја абсорбираме и структурата на јазикот и целиот негов потенцијал. И мислам дека преку литературата се запознаваме со потенцијалот и можностите на јазикот во сите негови форми, без разлика дали се работи за неговата дескриптивна моќ, значи јазикот како искористен да се опишат нештата, изразување на најдлабоките емоции, феноменолошкото изразено со зборови, за кое Пруст, например, е мајстор. Значи, ние го абсорбираме тој јазик, едноставно на нашиот јазик, границите на нашиот јазик се зголемуваат, меѓутоа заедно со тоа се зголемуваат и границите на нашиот свет. Во смисла на тоа дека што повеќе ние го абсорбираме јазикот и сите негови можности, сите негови потенцијали и богатства, толку ние ќе можеме да ги изразиме нашите мисли, нашите потреби, нашите чувства, нашите ставови, а со тоа всушност ние ќе можеме да го изразиме и нашиот глас. Во таа смисла литературата, добрата литература преку јазикот ни дава глас, ќе можеме и нашата внатрешност да ја изразиме преку јазикот. Значи, тоа е моќта на јазикот и мислам дека е вистина тоа дека границите на нашиот јазик, на можностите на јазикот го прошируваат нашиот светоглед, го прошируваат нашиот свет, и со тоа што ќе можеме да ги изразиме нашите мисли, нашите чувства, нашите ставови, ние ќе можеме и да бидеме чуени, а со тоа и литературата ни дава глас. Толку беше за ова видео, реков дека ова ќе биде кратко видео, литературата ни дава глас. Во наредните видеа ќе зборувам за тоа дека литературата ни дава визија и дека литературата ни дава надеж. Ве поздравувам сите, чувајте се и се гледаме со наредното видео. Чао!